Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Денес, колко што се сеќавам, имаме најмногу поздрави. Барем поодамна немало толку многу поздрави. Добро, тоа кажува дека и многу се одсутни. Но не мора да значи. Поздравите може да доаѓаат од некој кој што се секогаш одсутни од Скопје, бидејќи живеат на други места и одат во други цркви и така натаму. Меѓутоа, вие што сте денес присутни, а тоа значи вие кои што со своите тела сте тука, бидејќи оние што не гледаат, тие не се присутни. Мнозина денес велат, па што ќе отам во црква, ќе гледам пренос. Дали тоа е исто? Не е исто. Особено денес, зашто тоа не е исто? Особено денес. А и проповед може да се слушне и на телевизија, и на лаптоп, и на интернет, да се види мен дел и од амбиентот во салата, преку камерата. Но зашто денес не е исто да се биде тука присутен и да се следи службата од дома, преку електронските средства. Да, како што од секогаш било познато, затоа што нема да бидете допрени од Исуса Христа. За да бидете допрени од Исуса Христа, за да некој, еве во Христово време, во Палестина, во првиот век, за да биде допрен од Исуса Христа, каде требало да биде? Требало да биде таму каде што е Христос. Затоа читавме и проучувавме изминатите седмици за многу случаи на исцеление во Евангелијата, каде што луѓето чекале да дојде повторно Христос. Или кога ќе го виделе, или ќе чуле дека проаѓа во близина е. Не губеле време и веднаш итале да му се приближат. Жената со крвотечение дури рекла, само да се допрам барем до неговата облека, без да го привлекувам поинаку неговото внимание. Затоа што знаеле дека друга шанса можеби нема да имаат. Повеќе можеби Христос нема да поминува од нивниот крај, од тоа место, или да се наоѓа во нивна близина. И денес ќе зборуваме за еден допир на верата, иако нема да зборуваме за жената со крвотечението, но незината, односно поуката од незиниот случај и незиното исцеление се секогаш присутни и во многу други случаеви. Се сеќавате минатата сабота видовме зошто 9 на Христови ученици не можеле да го изгонат бесот, демонот, да ја исцелат болеста од еден млад човек. Духот на пророштво ни откри дека нивните срца не биле чисти во борбата со силите на темнината. Во нивните срца се уште имало завист, во нивните срца се уште имало и сомнеш, кај некого дури и гнев. Или дури и минимално незадоволство со она што Христос го прави или го кажува. Затоа не можеле да се соочат со непријателот. Кога апостолите конечно биле спремни да се соочат со непријателот? Кога конечно биле спремни да појдат напред и да го проповедаат Словото во силата на Светиот Дух? Тогаш кога ја примиле силата на Светиот Дух, а ја примиле кога? Тогаш кога станале единствени после Христовото воскресение.
кога ги научија сите лекции, практични лекции. И нешто што е исто така многу важно, иако ние сме склони да не гледаме важност во тоа, откако прв пат се причестиле лично од Христовата рака во горната соба во Ерусалим. Остана уште две исцеленија од Евангелијата, иако тука не завршуваат и сите исцеленија во Новиот Завет и Библијата воопшто. Го споменавте случајот со Симон, фарисеот, и Марија, поточно случајот со мирото, негодувањето на Јуда, се разбира во тој контекст. Симон е споменат како еден од исцелените во Христовата сила. Тоа може да го читате во Лука 7 глава, нема да го читаме, затоа што таму не се зборува за исцелението на Симон, туку се споменува исцелението како минат настан, а темата е нешто друго, она што го направила Марија. И како Господ покажал дека незината љубов била поголема и незината благодарност кон Господа била поголема од љубовта и благодарноста на Симон. Зошто? Бидејќи оној кому повеќе му е простено, тој повеќе љуби. Какви сме ние денес, дојдени тука на ова место? Дали имаме во нашите срца мала благодарност? Дали воопшто имаме било каква благодарност? Ако имаме, дали е таа мала благодарност? Дали сме имале малку и мали гревови, од кои што сакаме и бараме очистување? Или веќе сме се очистиле, пред да дојдеме денес на ова место? Дали сме некако што за себе мислиме дека сме праведни, освен тука и таму по некоја дамка, по некој кикс, кој што ете лесно го решаваме со молитва, со покаяние и така натаму? Или сме некои кои што длабоко ја чувствуваме зависноста од Божијата милост? Дали сме ние денес дојдени со малку љубов и малку благодарност кон Христа? Затоа што во главном сме праведни, освен тука и таму по некоја нечистотија? Или сме дојдени како Марија со голема љубов и голема благодарност кон Христа? Се разбира, тоа зависи од тоа колку ни било простено, нели? И каков бил нашиот поранешен живот. Но ова го велам како охрабрување за сите оние кои што имаат поинакво искушение, да сметаат за себе си дека се толку грешни, што воопшто не заслужуваат да бидат тука. Или толку многу грешни, што воопшто не заслужуваат да учествуваат во светата вечера. Господ токму таквите сака да ги очисти, знаејќи дека тие, кога ќе го доживеат тој допир, тоа исцеление, тоа простување, ќе имаат многу поголема љубов, многу поголема благодарност и многу поголема сила, духовна сила, да сведочат за неговата благодат од останатите. Но ќе се позанимаваме со двете досега неспоменати примери на исцеленија. Едното ќе биде вовет за другото. Се разбира, тие биле споменати одамна на ова место, но не во контекст на годинашнава серија за примери на исцеленија во Библијата. Најнапред да отвориме во Евангелието според Лука. Еве, денес е последната сабота, кога се занимаваме со ова Евангелие, па бирам да читаме од него, а има и посебна причина за тоа. Евангелие според Лука, 17 глава. Лука споменува еден интересен настан,
кој што е поврзан со исцелението, а исто така поврзан со благодарност за тоа. Кој е тој настан? Значи, Лука, 17 глава. Почнуваме да читаме од 11 стих. Тука под насловот овој превод гласи Исус исцелува 10 лепрозни. Ни помалку ни повеќе 10 лепрозни. Одеднаш исцелил 10 пациенти. А кога одеше за Ерусалим, тој поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. Имате представа каде е ова? Значи, Лука сега се концентрира на еден настан што се случил надвор од Јудеја, значи, претежно во пагански и незнабожечки краишта. Кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни и застанаа подалеку. Па со силен глас повикаа: Исусе, учителе, смилувај се. Знаете што означало да се биде лепрозен, нели? Че тоа не е весретна 10 просјаци или весретна 10 пијаници или како што денес има во сите земји во светот и во така наречените најразвиени, истовремено и незадолжени, па во што се состои нивната развиеност. Но тоа е друга тема. Може да пропаднат преку ноги, кога нивните кредитори така ќе одлучат. Но секаде има сиромашни. Не може на никој начин, нито една влада, нито еден режим не успел да ги порекне Христовите зборови, дека таквите ќе ги имате секогаш со вас, до крајот на светот. Туку 10 лепрозни, тешка и заразна болест, неизлечива болест. Проклета болест. Тешко на оној кој ќе се заразел. Не само што бил неизлечив, туку бил проклет, дискриминиран, отфрлен од општеството. Самиот требал да бега од луѓе, од нормални луѓе, од здрави луѓе. Да бега надвор од општеството. Да се дружи можеби само со такви како него. Бедници како и самиот. Но и овие луѓе побарале спас и се надевале дека има спас и лек за нив во Христа. Четиринесетиот стих вели: штом ги виде, им рече, ето, ова е интересно. Не читаме дека ги исцелува некако, туку вели: отидете и покажете им се на свештениците. И тие уште додека одеа, се очистија. Прво, зошто им рекол отидете и покажете им се на свештениците? Зато што Мојсеевиот закон така налагал. Значи, да не отвараме, немаме ни многу време. Лепрозниот требал да биде прогласен за лепрозен од страна на свештеникот, според Мојсеевиот закон. И само од страна на свештеник можел да биде прогласен за исцелен, здрав и очистен од таа болест. Само свештеникот имал авторитет, значи да прогласи дека некој е здрав. Интересно е, како што вчера разговаравме со еден пријател, Свети Николе, вели до 64 години имам право да возам. После тоа лекарска комисија треба да утврдува дали сум способен да ми ја продолжуваат возачката дозвола. Некој има власт да ве прогласува за болни и за здрави. Барем за некоја работа. По Мојсеевиот закон тоа биле свештениците. Дали считаме како овие лепрозни почнуваат во збунетост да прашуваат, ама како да отидеме кога сме болни?
Како да отидеме кога сме лепрозни? Не смееме на обичен здрав човек да му се приближиме, камоли на свештениците. Не читаме да реагираат вака. Едноставно се покоруваат на Христовата заповед. Одете, покажете им се. Дали биле чисти кога тргнале? Не. Затоа што текстот ни вели, уште додека одеа се очисти. Но тие тргнале со вера, тогаш кога биле се уште болни, заразени, нечисти. Како што парализираниот во Витезда се обидел да стане со вера на Христовата заповед, тогаш кога се уште бил фатен и парализиран. Пред да почувствува било какви знаци на подобрување. Што случува понатаму? А еден од нив, кога виде дека е излекуван, се врати и го прослави Бога гласно. И падна ничком пред нозете негови, благодарејќи му. А тој беше самаријанин. За Лука, единствениот библиски писател, кој што не бил евреин, е ова битно. Тој ги истакнува сите моменти во Христовиот живот, каде што верата на еден незнабожец и благодарноста на еден самаријанин била поголема од оние на Божиот народ. Значи, наместо да продолжи заедно со другите 9 на патот кон свештениците, овој почувствувал толку силна потреба за благодарност, што се вратил назад кај Христа. Тој, можеме да речеме, имал поголема љубов од останатите, затоа што неговата благодарност била поголема. Исус пак одговори и рече, зар не се излекуваат 10? Каде се другите 9? Зошто другите 9 не се вратија да благодарат? Зарем тие не приметиле дека се исцелени? Тоа е тешко да не се примети. Зарем не се најдоа да се вратат и другите и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинет? И му рече, стани, оди си, твојата вера те спаси. Интересен пример. Само самарјанинот почувствувал потреба да му заблагодари на Господа. Драги сестри, дали знаете како се нарекувала светата причест во црковната историја? Например, причест се нарекува. Понатаму, кои изрази? Да, Борче го спомена оној израз кој што најрано се употребувал во црквата. Евхаристија. Што значи што? Благодарност. Благодарност. Како американци што имаат празник, ден на благодарност. Зошто христијаните благодарноста ја поврзале со светата причест? Има многу причини. Пред се кога читаме, како што ќе читаме за време на обрадот, да не го читаме сега. Христос, откако прекрши леп, што направи? Заблагодари. Прво заблагодари. Што значи тоа? Упатил благодарна молитва кон Господа. Благодарноста е многу битен поим. Зошто се молиме пред јадење? За да благодариме. Благодарноста е многу битен поим. Дали сме свесни што представува благодарноста? Дали сме благодарни, односно, дали ја цениме милоста која што Господ веќе ни ја дал? Ние може да ја цениме милоста што ја очекуваме во иднина, значи тоа што сега ни фали, и би сакале да го добиеме,
Но дали сме благодарни за оние милости, за оние благослови што веќе сме ги примиле во минатото. Ова е многу битно, затоа што во нашиот живот ние сме склони сето она што го уживаме да го сметаме така само по себе како здраво за готово, како нешто што го заслужуваме, како нешто што е право, како нешто што треба да биде. Дали е тоа така? Не е така. Секој благослов што го имаме е незаслужена милост. Ние не заслужуваме да бидеме убаво облечени, убаво нахранети, да живееме во домови, куќи, станови. Не заслужуваме. Ние нешто не заслужуваме повеќе од некои просјаци, сиромаси, бездомници и така натаму. Затоа што и тие и ние заслужуваме само една работа. Смрт. Да, токму тоа. Мртвачка глава со коски. Смрт. Гроб. Тоа е единственото што ни следува по право. Сето друго е милост. И животот што го имаат најбедните луѓе на светот е милост. А камоли поголемите благослови. Ке отвориме сега во Матеј 8 глава. Ке преминеме на другиот случај на исцеление, кој што не бил споменуван во оваа година, во оваа серија на проучувањето. Меѓутоа ќе се сетите дека оваа тема беше често споменувана во подалечното минато. Матеј 8 глава, сличен настан како и исцелувањето на овие 10 лепрозни. Има многу чуда што се случуваат во Христовиот живот и за кои што зборува само 8 глава од Матеј. Меѓутоа, ние ќе се задржиме само на еден настан. Што мислите, кој е тој? На самиот почеток од главата. Да, повторно лепрозниот. Матеј 8 глава. Исус исцелува лепрозен. А кога се симне од гората, тоа е гората на благословите, значи ова е некаде на почеток на Христовата служба, по него врвеше многу народ. И ете, се приближи еден лепрозен. Му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Интересна вера. Значи, целата работа е ако сакаш. Дали е Твоја волја, Господи? Дали, ако сакал Господ така, Христос можел да го одбегне крстот и страдањата? Можел. Меѓутоа, морал да го помине тој пат или да ја испие таа чаша, како што рековте, затоа што така била волјата Господова. Да разбереме уште еднаш, никогаш нема да биде премногу ако го повторуваме. Господ е семоќен. Не постои проблем, не постои болест, кој што тој не може да го реши. Ако сака, Господ може се да ни даде. Значи, не е проблемот дали може да ни даде. Прашањето е дали сака и кога сака, се разбира. Како одговорил Исус на оваа вера на лепрозните? Интересно е, тука се кажува нешто.
Видите, кога читавме во Лука, Исус им рече, одете кај свештениците. Лука не се задржува на детали за тоа како биле исцелени, освен што ни кажува дека биле исцелени додека уште се движеа. Лука го интересира фактот дека тие реагирале со вера и се исцелија подоцна на патот додека одеа. Но сега Матеј го споменува овој друг случај, кој што има директна врска со Мојсеевиот закон, бидејќи Матеј својата Евангелие го пишувал за еврејска публика. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него. До кого се допре? До лепрозниот. И рече, сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. Што символизира лепрата? Оваа гадна, тешка, проклета, заразна, ужасна, неизлечива болест. Гревот. Дали кога сакаме очистување од гревот, Господ може и да не сака случајно? Или да сака, ама подоцна? Не. Кога се работи за очистување од гревот, Господ секогаш сака, што е можно побргу, и во истиот момент да не очисти. Тоа е, може би, единствената молитва која што Господ секогаш сака во истиот момент да ја вослуши и без одложување. И што случува понатаму? Значи, тој веднаш се очисти од лепрата и му рече Исус, гледај, никому да не кажеш, а оди, покажи им се на свештениците и принеси дар, како што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. Значи, појдете и вие кај свештениците, исполнете ја законската процедура, за да бидете повторно прогласени чисти, иако веќе си жив и здрав, се разбира, исцелен. Де факто си чист, но треба де јуре да бидеш чист. Треба свештеникот да те прогласи за чист. Но не кажувај како си се очистил. Зошто? Да. Лукавите свештеници, ако разбереле дека Христос го допрел лепрозниот, иако лепрозниот при нивни очи е исцелен, жив и здрав, во својата злоба ќе го искористеа тоа да го обвинат Христа дека тој се осквернил. Зошто? Што вели законот? Ако некој кој што е чист или здрав допре некој кој што или нешто што е нечисто и кој е нечист, или дел од облеката, или дел од телото, или било какви изливи од телото, да не читаме. Пример, може да читате во Левит 22 глава. Има еден куп такви споменати гадоти. Ако некој, или ако допре, таму се вели ако допре лазачи, змии, гуштери, сето тоа што според законот е прогласено за нечисто, што се случува со чистиот ако допре нешто што е нечисто според законот? Станува нечист. Логично или не е логично? Се разбира логично. Пример, сакате вие да јадете со нечиста лажица? Да турите, сипете сок во нечиста чаша? Да не биде нешто пострашно, инако Мојсеевиот закон нема власт. Тогаш, зошто Христос се допрел до лепрозниот? Дали Христос, кога се допрел до лепрозниот, самиот се осквернил, станал нечист? Законот вели дека ако се допреш до лепрозниот, ако си ти чист и здрав и се допреш до гуштер, а не до лепрозен, ти си нечист.
Може ли Господ да го исцели лепрозниот без да се допре до него? Може. Зошто се допрел до него? Зошто и Матеј не го премолчува тоа, туку напротив за своите еврејски читатели го споменува? Кој беше одговорот на прашањето? Точно. Дали во законот постои некоја основа кој што покажува зошто Христос се допрел во случајот до лепрозниот, без да се оскверни? Дали постои некоја клаузула во законот, кој што во известна ситуација, како исклучок можеби, ако се допрете до нечист или до нешто што е нечисто, нема да се оскверните, нема да станете нечисти. Христос дали станал нечист кога се допрел до лепрозниот? Не. Од каде знаеме дека не станал? Законот вели дека ако се допреш до лепрозен, ќе бидеш нечист. Ке прочитаме еден интересен текст на оваа тема. Од каде? Од законот, се разбира. Ке отвориме во втората книга Мојсеева. Втора книга Мојсеева или Излез. Тука ќе најдеме еден текст. Секојдневните жртви. Само момент да го најдам во овој превод. Да, го најдов. Преска го гледав во Константинов. Значи, Излез 30 глава. Ке читаме, значи, за светото масло, кое што требало да биде подготвувано за службата во светилиштето. Почнуваме да читаме од 22 стих. Излез, втора книга Мојсеева, 30 глава. Почнуваме да читаме од 22 стих. Малку поширок контекст. Му рече Господ уште на Мојсеја велејки: земи мириси најубави, смирна чиста 500 шекели, миризлив цимет, половина од тоа 250, трстика миризлива, исто така 250, касија 500 шекели, според свештениот шекел, и маслиново масло 1 ин. Ако сакате повеќе информации колкави се овие количини, друг пат. И од тоа направи масло, миро за свето помазание. Мирото за свето помазание да биде направено со умешноста на мироварец, тоа нека биде миро за свето помазание, со него помажија скинијата на собранието и ковчегот на заветот. Значи со такво миро. И трпезата и сиот нејзин прибор, и светилникот, и сите делови негови, и жртвеникот за кадење. И жртвеникот на кој се пренесува жртва сепаленица, и сиот негов прибор, и мијалникот, и подножието негово. Зошто требало да бидат помажени сите овие предмети во светилиштето со светото масло или со светото миро? 29 стих вели: така ќе ги осветиш, па ќе станат голема светиња. И сега што вели понатаму? И се што ќе се допре до нив, ќе се освети. Понатаму вели: помажи го и Арон и синовите негови и посвети ги, за да ми бидат свештеници.
На кој начин биле посветувани свештениците? Со тоа што биле помазувани со светото миро, со светото масло. И понатаму вели, не правете се вие дома вакво миро како што е ова, бидејќи ова е свето. Значи, вашето миро, вашето масло за секојдневна употреба, домашна употреба, да биде поинакво, а не во ваквиот состав и така натаму. Според Мојсеевиот закон, ако некој чист се допре до нешто што е нечисто, самиот станува нечист. Но ако некој кој што е свет допира било што и било кого, што се случува со нив? Тие се осветуваат. Христос не се осквернил допирајќи го лепрозниот, затоа што тој бил свет. И самиот тој, а и Матеј, споменувајќи го овој настан, сакаат тоа да го истакнат. Христос е свет. Вие, какви и да сте, значи, најнечистите, најизвалканите, најгрешните, што ќе се случи со вас, ако Христос ве допре? Ке станете свети. Нешто повеќе од очистени. Нешто повеќе од исцелени. Ке станете свети. Дали сакате денес да бидете допрени од Исуса Христа? Нека Господ ве благослови во онолку колку што сакате, толку ќе бидете и благодарни. Онолку колку што ја разбираме важноста на Христовиот допир, толку ќе го примиме тој благослов, ќе стане тоа благослов во нашиот живот. Се разбира, ако ние мислиме дека е ова обичен обред, имаме работа со леп и сок, и како што вели Павле, не го разликуваме телото Господово од нашите обични лебови и сокови, кои што ги јадеме и пиеме секој ден, тогаш за нас нема благослов. Туку дури може да има и осудување. Значи, Господ повикува најнечист, најизвалкан, тој денес сака да ве допре и да ве очисти. Но проклетството е за оној кој што не го разликува телото Господово, кој што мисли дека тука денес присуствува на обична церемонија, на еден обред, нешто што го има секој 3 месеци, некаде во некој цркви почесто, некаде поретко. Важно е тоа обичен обред, обична символика. Не е тука Христос, не е тука Христовото тело. Тоа е некаде далеку. Ние можеме тука да имаме работа само со Светиот Дух. Драги и сестри, Новиот Завет не учи така. Нека Господ ве благослови во обредот на понизност, да ги подготвиме нашите срца, да ја примиме големата благодат, што Тој ни ја подготвува денес на светата трпеза. Ке ги замолам прво нашите сестри да поидат во долната просторија, а потоа ние останатите. Во секој случај да го задржиме мирот и светоста на молитвениот дом.